Затворениците ослободени од Русија во историската размена со Западот пристигнаа во Германија, држава навикната да ги прима тие кои бегаат од руската репресија. Витали Вобар пристигна во 2022 година. Тој порано беше еден од ретките опозицијски членови на регионалниот парламент во Санкт Петербург. Откако тој се изјасни против војната во Украина, руските тајни служби тропнаа на негова врата. Тогаш знаеше дека е време да замине. Люди демократических антивоенных убеждений. Во Русија се уште има многу луѓе со демократски и антивоени вредности, вклучително и меѓу пратениците на градовите како Москва, Санкт Петербург, Томск и Новосибирск. Но отвореното зборување против војната е забрането и представува голем ризик. Кога започна целосната инвазија, илјадници руси излегоа на улиците. Полицијата ги спречи протестите. Едно од илјадниците која ризикуваа својата слобода да се спротистават на војната беше Ања Демидова, актерка од Москва. Во моментот кога властите наредиле нејзино апсење, таа веќе била на пат за Германија. Таа има мали надежи дека наскоро може да има промени во Русија. Среди россиян, которые уехали, меѓу русите кои останаа, има многу кои се надеваат дека Путин не е вечен, дека во одреден момент ќе умре и се ќе се промени. Но ми се чини, по тоа што го забележувам што се случува таму. Има длабоки корени кои се многу постари и посилни од Путин. Во текот на 2,5 години откако Русија ја нападна Украина, оние кои избегаа од Русија генерално добиваа лоши вести. Повеќе апсења, повеќе пресуди и смртта на опозицијскиот лидер Алексеј Навални во затвор. Пред руската амбасада во Берлин има импровизиран споменик за него. Лошата вест стана стара вест за комичарот познат како Дан Странецот, кој со своето семејство избега од Русија на денот кога започна војната. Помалку е познат во Германија, каде скромно заработува преку стендап комедија. И по критичкотиите тука, тој не мисли дека ќе се врати во Русија. Лучше Преферирам да заработувам помалку пари, но да чувствувам слобода и да се посветувам на хуморот како што сакам, а не како што дозволуваат. Затоа не живееме со мислата да се вратиме. Не се соочуваме со тоа како да е привремено. Уште од времето на царевите, а подоцна и на советите, Берлин служеше како засолниште за оние кои бегаат од репресијата во Русија. Многу прогонети на сегашните тензии меѓу Москва и Западот гледат како нова студена војна, при што Берлин повторно ја презема својата улога како символ на јазот меѓу Кремљ и остатокот од светот.